Градоначалник деновиве на вашиот Facebook профил напишавте, ќе цитирам ако дозволите, ова е време суштински да се промени начинот на кој ја водиме економијата во Охрид, да помогнеме сите во изградбата на новите темели на 21. век. Ни треба реформирање на нашата локална самоуправа, така што ќе бидеме поефикасни, потранспарентни и многу повеќе креативни. Тоа подразбира сосема нов начин на размислување и ново чувство на одговорност за секој потрошен денар. Сакам сите да се однесуваме како возрастни, да престанеме да играме видеоигри, да свата сите дека тоа не е само мојот пат, ниту автопат. Кон кого ја упатувате оваа порака? Токму така, како што ја упатив пораката, значи пораката има секој пат цел. Таа не е порака за да се забавуваме само на социјалните мрежи, меѓутоа таа е порака со која што на некој начин сакам да ги мотивирам граѓаните, односно целокупното жителство на овој град, дека мора конечно да преземат секој со свој личен допринос да преземе некоја општествена одговорност. Затоа што градот ни припаѓа на сите нам. Градот не му припаѓа само на градоначалникот, ниту на локалната самоуправа, ниту на локалната администрација, туку му припаѓа на секој граѓанин кој што живее и работи во овој град. Од тие причини сметам дека мобилизација на целокупното жителство на градот Охрид во подигање на свесноста дека сите на некој начин имаме општествена одговорност да го подигнеме, односно да го издигнеме овој град, е од круцијално значење за мене како градоначалник. И во таа насока сите оние мерки, активности, проекти, планови, идеи кои што потекнуваат од нас, а кои што се рефлексија на барањата на граѓаните, на потребите на граѓаните, ќе најдат своја суштинска промена. Ние во локалната самоуправа сите наши активности сакаме на некој начин да ги доближиме до граѓаните, да бидат лесно сватливи од страна на нашите граѓани, за сите тие на свој начин да бидат ангажирани околу реализација на подобрата иднина на овој град. Значи, таа порака, уште еднаш ќе кажам, е упатена до сите, до секој оној кој што живее и работи во овој град, почнувајќи од мене лично, почнувајќи од локалната администрација која што функционира во склоп на локалната самоуправа и од јавните предпријатија кои што се сервис на граѓаните на Охрид. Затоа што тоа не е моја желба. Градот Охрид ниту почнал со мене, ниту завршил со мене, ниту ќе заврши со мене. Како што не почнал и не завршил со сите негови претходни градоначалници или градски татковци. Не почнал ниту со локална администрација, ниту со претходните локални администрации, ниту ќе заврши. Водењето на градот Охрид е општествена и колективна одговорност. Значи, мерките и активностите кои што ние ги преземаме за подобро функционирање на овој град, значи, не се траса која што ние сме ја добиле од нашите предци. Таа траса, сите тие, ние треба да ја градиме. Значи, тие патишта треба да ги заедно трасираме со граѓаните на Охрид, кои што треба да имаат разбирање за нашите активности, затоа што сите тие активности се насочени во насока на подобрување на квалитетот на живот на заедницата, а не на индивидуата. И затоа кажав дека во таа порака дека тој не е мој пат, не е мој личен пат. Значи, јас не правам нешто за мене. Ниту локалната администрација во Охрид тоа го прави за себе, го прави за граѓаните на Охрид. А за да ние го оствариме, за да чекориме по тој пат, ни треба сите граѓани на Охрид. Не само оние кои што се задолжени да работат во локалната самоуправа, туку ни требаат сите граѓани на Охрид. А кажав дека не е ниту автопат, затоа што едноставно тоа не е траса која што ние сме ја наследиле од минатото и по која слободно се движиме по некоја траекторија. Туку сите ние треба да ја трасираме. Градоначалник, најавивте каква локална администрација сакате да има, во тек е одредена реорганизација. Што подразбира сето тоа, колку сте задоволни во овој изминат период од реорганизацијата и дали е подигнато нивото на ефикасност, бидејќи спомнавте и самите, ваш печаток беше дека е преобемна локалната администрација и нефункционална. Како ќе се менува?
Значи, повторно тука ќе напоменам, значи, тоа не е мој впечаток. Туку тоа се некои критериуми или норми кои што функционираат во земјите од Европската Унија и кои што укажуваат на фактот дека ефикасна локална администрација има еден запослен административец на 1000 жители население. Значи, тоа не е нешто, повторно пак ќе кажам, значи, тоа не е мој пат. Тоа е нешто што ние се стремиме да држиме чекор со некои европски стандарди. Нели, како општество, значи не како влада, како општество се стремиме да ги усвоиме стандардите на Европска Унија и се движиме на патот кон приклучување кон Европската Унија. Во таа насока, ние мора да размислуваме и на локално и на регионално ниво. Јас овие 3,5 месеци колку што трае мојот мандат, меѓу другите активности кои што ги обавувам во општина, имав можност да на некој начин вршам скенирање на процесот на функционирање на локалната администрација. Точно така е дека јас и констатирам уште еднаш дека таа е преобемна. Таа е преобемна администрација. Јас сите вие знаете дека во 2005 година локалната администрација броела 52 вработени. Значи, и тоа е некаде блиску до оптималната бројка која што една администрација на локална самоуправа треба да има со оглед на бројот на жители кои што ги има градот Охрид. Денес имаме ситуација во која што општинската администрација брои 265 вработени. 266 од пред една недела. Сакам да кажам дека еден од предусловите за адекватно функционирање на кадрите во локалната администрација секако дека е и создавање на услови на микросредината. Овдека пред се, меѓу другите аспекти кои што одат во прилог на нашето размислување дека е ова преобемна, односно неефикасна администрација и недостаток на соодветен простор за истите тие кадри. Во овој момент ние имаме ситуација во која што во една просторија од 12 или 20 квадрати имаме 5 до 6 извршители на одредено работно место. Сите тие се гушат меѓу себе. Значи и оние кои што може да работат, кои што може да дадат резултати, кои што имаат капацитети и квалитет да извршуваат одредена работа, немаат основни услови да ја обавуваат својата работна обврска. Заради пренатрупаност на просторот и со луѓе, и со инвентар, и со материјали. Значи, меѓутоа, тоа е најмалата претпоставка од каде што ние тргнуваме. Кадровската екипираност во општина Охрид е несоодветна. Најголем дел од луѓето со високо образование се со завршен факултет за туризам и гостителство. Значи, локалната самоуправа има широк спектар на активности и има потреба од широк спектар на кадри со одредени квалификации. Значи, најголем дел од високо образованите кадри во општина Охрид имаат завршен факултет за туризам и гостителство. Замислете, ние имаме ситуација во која што во општина Охрид имаме само два градежни инженери запослени. И тоа е факт што укажува на потребата дека нас не треба крупна реорганизација на работата во локалната самоуправа. Финансиските параметри, економските показатели, голем број на нерешени судски спорови, непостоење на доволно земјиште во сопственост на општина Охрид од разни причини во минатото. Значи, сите тие се факти дека општинската администрација не си ја завршила работата онака како треба. Имаме еден огромен број на нерешени предмети во делот на урбанизмот, во делот на комуналната инфраструктура, во делот на сообраќајот. Сите тие проблеми бараат неодложно решавање. За такво решавање ни треба крупна кадровска промена. Ни требаат експерти, ни требаат професионалци, секој во својата област. Ни требаат луѓе кои што ќе бидат посветени на работите кои што ние ги имаме зацртано и луѓе кои што нема да го штедат своето
ниту работно, ниту слободно време, во насока на завршување на замислите, односно плановите кои што ние ги планираме да ги реализираме во локална самоуправа, односно во градот Охрид. Сметам дека покрај непостоење на соодветни квалификации за одредено работно место, немаме адекватна и организацијска структура, немаме адекватна хиерархиска поставеност на одредени сектори и на одредени оделенија. Голем број од секторите, односно оделенијата ни се непродуктивни, нерационални, не произведуваат услуги, не произведуваат со години назад услуги, а ние и понатака ги пренатрупуваме со администрација. Не даваат резултати. И нормално, како и би се изрази со спортски жаргон, значи тимот кој што не дава резултати на спортскиот терен треба да се менува. Така е и во локалната администрација. Доколку граѓаните не се задоволни од работењето на локалната самоуправа, нормално дека ние треба да го акцептираме нивното размислување и да преземеме низа на мерки и активности со кои што ќе го смениме тимот, односно локалната администрација. Значи, во овој момент ние работиме на нова систематизација на работните места, нов опис и попис на работните задачи по извршител. Значи, бараме нови квалификации кои што се инсуфициентни во ова општинска администрација и нормално воспоставуваме една сосема нова хиерархиска поставеност, односно нова поставеност на хиерархијата во општината, се со цел да имаме и порационална, и поефикасна, значи и пофункционална општинска администрација од која ќе произлегуваат резултати кои што ние ги очекуваме, односно кои што граѓаните ги очекуваат од нас. Затоа сметам дека организацијата на работа во која меѓу другото спаѓаат и дефинирање на строго утврдени листи на процеси за секој сектор поотделно, листа на процес, посебни алгоритми на извршување, правила и постапки кои што се значи врзани во еден систем на извршување и со извршители и со редослед на постапки. За секоја, за најмалата од најмалата до најкрупната операција која што се изведува во општина Охрид. Градоначалник, ситуацијата со долговите на општина Охрид е загрижувачка, вие ги изнесовте податоците и кажавте дека постојано растат долговите, односно има извршни решенија. Од друга страна, во вашата изборна програма најавте реализација на голем број капитални објекти. Предпоставувам дека сето ова сега ќе ви создава одредени проблеми, но дали има градоначалникот Бакрачевски одредена динамика кога граѓаните можат да очекуваат почеток на некои од најавените капитални проекти во општина Охрид? Секако и покрај тоа што неочекувано уште еднаш ќе напоменам, долговите на општина Охрид се поголеми од она што ние имавме како предпоставки пред да го преземе мандатот во локална самоуправа. И покрај тоа што долговите се преголеми за било која општина во Република Македонија, не само за општина како што е Охрид од 55.000 жители, и се големи за било која европска општина со олкав број на население, кажав дека сепак нешто повеќе од 32 милиони евра се долг на кој сите нас треба да не замисли. Не само во локалната администрација, туку и во градот Охрид. И од тие причини ние зборуваме за крупни промени во организација на работа. Не само заради поефикасно спроведување на проектните задачи или плановите, туку и за да не дојдеме во ситуација уште еднаш да се повтори ваквото, да речем, недомакинско или расипничко однесување со парите на граѓаните. 32 милиони евра долг или блокирана сметка за 14 милиони евра или долг кој што расте за нешто повеќе од 14.000 евра дневно е нешто со кое што тешко се справуваат и поголем број на европски градови. Јас сум имал во овие 3,5 месеци контакти со многу представници на локалните самоуправи од европските градови и сигурно дека сите тие го споделуваат размислувањето на граѓаните на Охрид дека не е едноставно да се сервисираат овие долгови, ако земете во предвид дека реалниот буџет на општина Охрид никој пат не бил поголем од 10 милиони евра. Со тоа сакам да кажам дека нас однапред ни се потрошени 3 цели буџети.
за три циклуси на буџети во наредните 3 години. Од тие причини, дел од нашите поголеми проекти се зависни од динамиката на сервисирање на овие долгови. Затоа што обврската наша останува, без разлика од каде потекнуваат долговите, без разлика на структурата на долгови, без разлика кој ги предизвикал тие долгови, наше е да ние конечно го прекинеме ланецот на растење на долговите, да направиме се што е во наша надлежност и да дадеме се од себе да го прекинеме конечно овој ланец на растење на долгови. Затоа што ние ако продолжиме да се однесуваме несовесно кон овие долгови, тие постојано ќе растат по основ на камати. Јас ви кажав дека деневно каматите на општина Охрид, по основ на камати, долгот на општина Охрид расте нешто повеќе од 14.000 евра. Ако ние и понатака индиферентно се однесуваме кон ова, овие долгови за неколку години ќе бидат дуплирани. Од тие причини некој мораше да се заземе со една таква комплексна и сложена операција на спроведување на план и програма за сервисирање на долгови, за конечно тие да престанат да растат. Ако не можеме да ги намалиме, барем да ја прекиниме веригата на растење на долговите. Јас во овие 3,5 месеци сметав дека сепак е најважна и од суштинско значење операција да се преземат активности со кои што ние ќе на некој начин донесеме план за да се сервисираат долговите и од тие причини можеби стартот во другиот дел, во делот на поголемите инфраструктурни проекти кои што ние ги ветивме на граѓаните е малце одложен. Меѓутоа се надевам дека граѓаните имаат разбирање за нас и за она што ние го наследивме во локална самоуправа и дека во иднина ќе почнеме да го реализираме она што ние го ветивме. Што се однесува до динамиката на оние работи кои што ние ги предвидовме, тие течат со несмален интензитет. Гледате дека постојано во градот се грижиме за средување на улиците, веднаш после преземање на мандатот почнавме со пополнување на дупките на оштетените улици со нивна реконструкција и сега сметам дека во централното градско подрачје веќе нема улица на која што има оштетувања или поголеми дупки. Голем број од сообраќајниците во градов успеаме да ги асфалтираме, да направиме нови тротоари. Изградивме неколку проекти од делот на водоснабдување и од делот на изградба на канализација. Така да ние секојдневните потреби на граѓаните непречено ги сервисираме. За поголемите проекти како што се изградба на современа модерна односно современа автобуска станица, покриениот зелен пазар, понатака изградба на современ спортско-рекреативен центар, изградба на развојна индустријска зона во Охрид. Подготовките се веќе во финална фаза, значи се изработуваат урбанистичко-плански документации, за некои од нив веќе е почната реализација на изработка на проектна документација, така да сметам дека при крајот на ова година и веќе во текот на наредната година голем дел од овие големи, значи зафати во делот на инфраструктурата веќе ќе отпочнат со реализација. Покриениот пливачки базен, значи неколку пати во медиумите јас кажав дека имаме проблем со собственоста на земјиштето и ние во овој момент заедно со Министерството за транспорт и врски работиме на таа проблематика, да обезбедиме адекватен простор за конечно да може некаде во март или во април наредната година да отпочне со изградба долго најавуваниот, меѓутоа и долго очекуваниот пливачки базен, кој што на некој начин ќе направи една пресвртница во развојот на спортот во Охрид или на некој начин ќе направи реинкарнација на оние спортови кои што замреа, по кои што Охрид беше препознат како што се пливачките спортови и ватерполот. Ранчо, еден од покрупните проекти кои се најавува, тој проект, впрочем, кој го најави владата, инвестицијата на Собрата Рој и изградбата на големиот комплекс во Љубаништа.
Дали ве загрижуваат информациите кои последно време доаѓаат од Индија за судските спорови кои ги има господинот Собратаро и дали некако тоа може да влие на реализацијата на тој проект, бидејќи сте инволвирани на некој начин и запознаени со сето тоа, и како гледате на забелешките на дел од стручните лица дека во просторниот план предвиден за Охридско-Преспанскиот регион 2006-2020 година, кој впрочем устав во урбанизмот, не е предвидена изградба на еден таков проект и дека треба една поширока дебата за целиот овој проект најавен во Љубаниште. Добро, видите, јас како градоначалник, како прв човек на овој град, во рамките на кои граници би се градел туристички комплекс, сигурно дека имам обврска будно да ги следам сите информации и сите активности кои се врзани за изграда на тој туристички комплекс. Ние во оваа фаза на преговори, зборувам за изграда на тој комплекс, немаме поголеми ингеренции со оглед на тоа што тој е проект кој го води владата на Република Македонија. Меѓутоа реков дека ние во разни фази од преговарањето се вклучуваме за да добиеме информации кои што на некој начин имаат влијание на функционирањето на локалната самоуправа, односно на градот Охрид. Информациите околу делот на судскиот спор што господина Собратаро го има во Индија, сигурно дека ги следам. Јас не би рекол дека се загрижувачки за нас, затоа што она што владата на Република Македонија го чини е привлекување на странски инвестиции, меѓутоа во една транспарентна и законски дефинирана процедура. Што значи дека се додека ние како Република Македонија се придржуваме до законите и до регулативите кои што постојат во делот на инвестициите и во делот на градењето, ништо не треба да не загрижува. Така да јас верувам во институциите на системот, верувам во владата на Република Македонија, верувам во луѓето кои што се одговорни да го водат овој проект. Тие ги забазуваат сите оние законски процедури во делот на преговарањето, значи зборувам дека се уште таа инвестиција која е во фаза на преговори. Значи ние кога би имале некои значајни поместувања во поглед на завршување на одредени постапки во делот на да кажеме пример, само давам експроприација на земјиштето или објава на јавен повик за лицитација или аукција за купување на тоа земјиште, тоаш би можел да дадам конкретни информации. Меѓутоа во овој момент тоа е надлежност на владата на Република Македонија. Јас верувам во институциите и во луѓето кои што се одговорни за преговарање во делот на изградбата на овој комплекс. Од наша страна и од страна на владата на Република Македонија сигурно дека ќе се води сметка за максимално почитување на законите, за транспарентноста околу изведувањето на сите активности, зборувам, така да немаме причина ниту да се загрижуваме, ниту да се сомневаме, ниту во едната, ниту во другата страна, се додека сите постапки се водат во една законска рамка. Да, че ќе изминатите неколку денови, состојбата е променета, имаме нешто поголема раздвиженост во Охрид, но впечатот дека ова е една од послабите туристички сезони. Вие вашиот став го изнесовте неодамна на седницата на економскиот совет. Угостителите ви возвратија, доколку ги следевте медиумските преписки, дека Охрид не е скапа дестинација, меѓутоа се соочува со одредени проблеми од сезонски карактер и дека има поединци кои го нарушуваат имиџот на Охрид, на што треба да се поработи, на квалитетот на подигнување на услугите, но пред се на подобрување на комплетната инфраструктура и на сочување на целокупната енергија, на создавање подобар туристички производ, како до подобар туризам во Охрид. Токму од тие причини ќе се навратам на почетокот. Она што кажувам јас се однесува на сите нас, на сите граѓани во Охрид. Оние активности, оние мерки кои што ние ги преземаме, сите планови и проекти се насочени во подобрување на општата клима на заедницата. И од тие причини јас барам посветено работење на сите кои живеат во овој град
токму и на угостителите, затоа што сите мерки кои што ние ги преземаме се во нивна корист. Тие не се на нивна штета. Значи, тие се дел од овој град. Тие се граѓани, како и сите други, кои што живеат, функционираат и заработуваат во овој град. И од тие причини ние мерките што ги преземаме се во насока да им помогнеме нив. Затоа што тие се дел од туристичката понуда на Охрид и тие се оние кои се инволвирани во туризмот и кои што живеат од туризам. И од тие причини ние и токму и седницата на Советот на градските адвокати беше во таа насока. Значи, седницата на Советот нема намера да се меша во пазарната економија, ниту да ги нарушува пазарните вредности. Сигурно дека пазарот ја покажува, најдобро ја формира цената. Значи, побарувачката и понудата најдобро ја формираат цената. Ние сме се ориентирали за една либерална пазарна економија и во таа насока не ми доаѓа ни на памет да јас носам регулативи, ниту пак имам законско право со кој што ќе формирам цени. Значи, јас од тие причини го свикав Советот, меѓу точките на дневен ред беше и точка на дневен ред за тоа да поразговараме дали постојат услови за корекција на цените. Јас не кажав дали тоа треба да биде зголемување и намалување. Меѓутоа, факт е дека во Македонија Охрид го бие лош имидж. Значи, целта на тој совет беше да сите ние помогнеме со совети, сакав да го слушнам размислувањето на луѓето кои членуваат во тој совет на градските адвокати, меѓу кои има и доста угостители, да го акцептирам нивното размислување како да преземеме редица на мерки и активности за да подобрим имиджот на градот, за да идат што повеќе луѓе. За повторно сите тие кои се бават со угостителска дејност да имаат поголем инкам, да имаат поголем профит. Како да донесеме повеќе луѓе? Затоа реков дека нас ни треба градење на подобар имидж. Јас затоа реков, цените можеби не само се коректни, можеби се мали цените, можеби се ефтини, можеби услугите се ефтини, меѓутоа не бие лош имидж дека е во Охрид скапо. И затоа ние треба да преземеме се заедно. Значи и локалната администрација, и луѓето кои работат во туризмот, и експертите, и работодавците, односно угостителите, сите заедно со заеднички активности да се координираме подобро, да се усогласиме и да направиме подобар имидж за градот. Дали тоа ќе биде подобрување на сервисот, односно на подобрување на квалитетот на услуги, подобрување на сместувачките капацитети. Секако дека активностите кои што треба да бидат поддржани од владата на Република Македонија во смисла на подобрување на патната инфраструктура кон Охрид и од Охрид. Напорите на локалната самоуправа кои што ево веќе во текот на утрешниот ден имаме закажан состанок со представници на ТАФ, на аеродромите ТАФ и на некои авиоагенции со кои што ние како локална самоуправа, значи независно од напорите на владата, правиме напори да со субвенцирување на одредени летови овозможиме редовни авиолинии од Охридскиот аеродром. Сите се тие активности со кои што ние со заеднички напори треба да дојдеме до, односно да постигнеме еден подобар имидж на Охрид кој ќе носи многу повеќе луѓе. Дали се тоа туристи, гости, посетители, било како од кој што ќе се зголеми економскиот стандард на населението кој што живее и работи во Охрид. Околу делот на застапеноста на гостите и туристите во ова сезона, бројките за летната сезона можеме да ги изнесеме кога ќе направиме статистичка обработка на крај од второто шестомесечие. Во првото шестомесечие можам да кажам дека и покрај тоа што навидум изгледа дека имаме помал број на гости, само можам да ви информирам дека во однос на 2012 година имаме зголемување дури за 29% во наплата на односно во вкупните средства кои што Оделението за финансии и буџет ги има собрано по однос на туристичка такса. Значи, сепак ние зборуваме за многу подобри и многу поохрабрувачки резултати и бројки. Сепак 30% е голема разлика во однос на 2012 година. Значи, за првите 6 месеци сите показатели се дека имаме многу подобра сезона. Во поглед на сместувањата,
односно во програм на бројот на значи ноќевања, можам да кажам дека во периодот, значи од јануар до јуни 2013 година, споредено со истиот период претходната година, имаме зголемување дури за 13,3% за првото шестомесечие. И тоа, кај домашните структурата на ова зголемување е следна. Кај домашните ноќевања од домашни гости, значи имаме намалување за 2,6%, додека кај странските ноќевања остварени од странски гости имаме зголемување дури за 23,2%. Значи, едно е визуелниот впечаток, друго е статистиката и бројките. Значи, јас по природа сум доктор и посебно интервентен кардиолог и верувам само на факти. Не верувам на паушални значи, проценки. Верувам само на факти. А затоа реков, ќе почекаме да заврши второто шестомесечие, да направиме статистичка обработка на податоци и тоаш да зборуваме каква била оваа сезона во однос на мината сезона. Уште еднаш ќе напоменам. Во однос на првото шестомесечие споредено со 2012 година имаме зголемување на наплата во делот на туристичка такса дури за 29%, што е огромна разлика, односно огромно подобрување на наплатата во делот на туристичката такса. И реков, имаме дури за 13,3% зголемен број на ноќевања. Кога ќе ги направиме анализите за второто шестомесечие, тоа ќе зборуваме каква ни била туристичката сезона. Реков уште еднаш, јас верувам само на факти. Да. Ако ја погледнеме состојбата во спортот во Охрид, немаме многу со што да се пофалиме. Пак ќе се навратам на вашата изборна кампања. Вие ветивте подобар спорт во Охрид, барем еден високолигаш, ќе ве држам за зборот, Охрид ќе има ракометен суперлигаш. Дали Охрид ќе има ракометен суперлигаш и дали ќе има подобар спорт утре? Токму така, јас кажав дека ние меѓу приоритетните агенди на оваа општина секако дека ќе биде и издигнување на спортот на ниво кое што Охрид го заслужува. За жал, мора да констатирам дека и јас лично како граѓанин на Охрид, не како градоначалник, сум засекнат од слабите резултати што екипите, спортските клубови и друштва во Охрид ги постигнуваат изминатите години. Ние за жал немаме суперлигаши во ниедно надпреварување во екипните или колективните спортови, кои што се и традиционални спортови на Република Македонија, и тоа е нешто што треба сите нас да не загрижува. Од тие причини ние имавме еден координативен состанок со спортските работници, со Сојузот на спортови на град Охрид, со кој што сакаме да ги потикнеме сите кадровски ресурси кои што работат во спортот, спортските работници и институциите кои што се занимаваат со спорт, да изградиме една подобра стратегија која што ќе се заснова на здрави темели, од кои што во иднина, значи, ќе произлегуваат многу подобри резултати во спортот. Така и во делот на ракометниот спорт. Оделението за спорт и млади во секторот за јавни дејности во моментов изработува нова стратегија за развој и поддршка на спортот во Охрид, од кој што ќе произлезе правилник со точно одредени критериуми на кој начин и како ќе се помагаат заедно во координација со, реков уште една, со Сојузот на спортови и во координација со спортските клубови и со спортските работници, од кој што правилник ќе произлезат, значи, критериуми на кој начин и како ќе се доделуваат средства или логистичка поддршка за спортските екипи во градот Охрид. Така и за ракометниот клуб ги очекувам значи анализите на оделението за спорт и млади. Очекувам нивниот правилник што побрзо да стигне до мене и до раководните структури овдека и конечно да ги свикаме спортските работници на уште една координација и заедно, значи, да договориме, да ги отстраниме недостатоците, да внесеме новини, да ги прифатиме нивните идеи и конечно да почнеме да функционираме по одредена стратегија која што сите заедно ќе ја зацртаме во делот на спортот. Јас реков уште еднаш како граѓанин на Охрид, сум спортски ориентиран, го сакам спортот и сакам овој град да има прволигаши, односно суперлигаши. Градоначалник, сосема за крај, колку градоначалникот Никола Бакрачевски има време за докторот Никола Бакрачевски?
Во овој период од 3,5 месеци, колку што сум градоначалник на Охрид, значи наоѓам време да се посветам на мојата професија, матична професија, односно на кардиологијата и на интервентната кардиологија, и тоа го правам со несмален жар, онака како што и претходно ја обавав функцијата таму кај што работев. Јас на оваа професија останувам до крај посветен, значи никој пат не намеравам да ја напуштам оваа професија и од тие причини најмалце 2 дена во неделата јас одам од Заводот за кардиоваскуларни заболувања, постојано се консултирам со колегите, зборуваме за развојни планови на таа болница, воведуваме нови методи и постапки и понатака, учествував во организација на едукација на еден наш доктор сега во Салцбург во Австрија, каде што имавме можност да наши кадри се едуцираат, значи за посебен вид на постапки во делот на отворање на хронично затворени артерии, на подколенични артерии, односно за состојби во кои што некој пат дури ниту васкуларните хирурзи не може да најдат решение и некој пат за жал завршува со ампутација на долен екстремитет. Се обидуваме да воведеме нови постапки и методи за отворање на овие подколенични артерии на нозе, со кои што на некој начин ќе ги спасуваме пациентите од ампутации и други посериозни компликации. И тоа е еден дел од моите редовни активности кои што јас и понатака во текот на својот мандат како градоначалник ги обавам со тој Завод за кардиоваскуларни заболувања. Изведувам процедури 2 пати неделно во катетеризационна лабораторија, посебно сложени и комплексни процедури за кои што тимот на лекари таму смета дека им е потребна моја помош. Повремено одам на консултации, на повик, доколку имаат некој комплексен случај кој има потреба од консултации со мене, јас сум постојано достапен за нив, така да не се одвојувам од таа професија и понатака ќе останам посветен на развој на таа струка. Ви благодарам на разговорот. Ви благодарам на вашето внимание. И бев почестен што сум прв ваш соговорник во вашата нова програмска шема на реномираниот портал Охрид Ньюс.